Добар ден, крипто ентузијасти. Денеска ќе поразговараме очигледно за една многу битна тема која што многу од луѓето се уште не ја разбираат, а тоа е како се прават манипулации на пазарот, посебно во ваков тип на некој начин веќе организирана ситуација во која што знаеме каде треба да се движи пазар. Сега, зошто е битно ова? Значи, ние претходно го објаснивме ова, но тоа беше во склоп на проблемот со Луна, и верувам дека многу од вас никогаш не стаселе до тој дел од клипот каде што објаснуваме детално каде се прави манипулација и како се прави манипулација на пазарот и како фактички ги ликвидирате сите кои што обратно од вас постапуваат. Сега. Значи, првенствено мораме да објасниме за што станува збор. Во оваа ситуација зборуваме за контролирана манипулација која што потекнува со станоците на ФЕД и со тоа што луѓето знаат дека состанок ќе има во ФЕД и дека ќе имаме нова федерална значи каматна стапка која што практично ќе го намали money supply-от, односно обемот на долари на пазарот, и поради тоа сите знаеме дека пазарот ќе се придвижи надоле. Значи, механиката на каматните стапки на ФЕД е вака организирана. Замислете дека имате огромно количество на долари во светот, не само во Америка, туку во светот, кои што се принтаат во Федералната резерва, потоа се даваат под заем на комерцијалните банки во Америка, која што понатаму ги распределува на како во Америка, така и надвор од Америка на сите оние кои што им се потребни. Значи не мора да биде комерцијална банка, може да биде преку монетарниот фонд во Америка, кој што, например, дава заеми на држави кои што се пред дефолт, пред практично да не може да ги исплатат своите долгови. Значи сите овие долари кои што се дадени во светот представуваат целосниот обем на долари, кој што колку поголем е, толку поголема е неговата инфлација. Нормално, тоа веќе не е познато. Сега, со цел да се намали инфлацијата, затоа што нивната инфлација веќе испадна од контрола, поради тоа што испринтаа премногу голем количество на долари, значи за да се намали инфлацијата, истите мораат да ги зголемат каматните стапки кои што пред тоа беа нула за парите кои што ги даваат на комерцијалните банки. Во превод, колку повеќе се зголемува оваа стапка постепено, како што тоа го прават секој месец, значи ова беше четврто зголемување, првото беше во март 0,25%, второто беше во мај 0,75, па во јуни 0,75 и сега повторно 0,75 во јули, тоа беше вчера, со тоа што ваквото зголемување постепено веќе дојде до 2,5% каматна стапка која што треба комерцијалните банки да ја платат на парите кои што ги зимаат од Федералната резерва за да можат да тргуваат со да даваат заеми практично. Сега, колку е поголема оваа каматна стапка, толку повеќе комерцијалните банки мораат да зголемат каматната стапка со која што даваат кредити на компании, на луѓе и на држави, а со тоа се помалку истите можат да земат кредити. И мораат побрзо да ги вратат парите назад, затоа што каматната стапка постепено месец на месец се зголемува. Со тоа, значи дека се намалува количината на долари на пазарот, затоа што колку побрзо се враќаат овие долари прво од клиентите, значи дали е физичко лице, правно лице или држава, не е битно, че тоа се клиенти, се враќаат назад до комерцијалните банки во Америка, како и монетарниот фонд, и од овие се враќаат назад во Федералната резерва, затоа што и истите имаат поголеми каматни стапки и мораат да враќаат одредена количина постојано назад во Федералната резерва. Како се враќаат назад овие долари, така се помал е обемот на долари на пазарот и со таквиот намален обем треба да се намали инфлацијата, која што се уште не е намалена, затоа што имаме 2,5% каматна стапка, а инфлацијата наместо да се намалува се зголемува, стасаме до 9,1%. И наредната стапка, која што треба да видиме во септември, ќе видиме уствари дали понатаму ќе продолжи да зголемуваат или пак на пример ќе стагнираат. Тоа е во септември. Значи, дури во септември ќе биде следниот состанок на Федералната резерва. Сега да се вратиме на темата. Значи, ова што ви го објаснив досега е уствари самиот механизам на долари како функционира. Со тоа што знаеме дека секое ставање на каматна стапка, откако објаснивме секое ставање на каматна стапка ќе резултира со зголемување на индексот на DXY, значи гледаме дека после секое ставање на каматна стапка имаме памп на DXY индексот, односно DXY индексот за оние кои што не ги следеле претходните видеа, представува противвредност на доларот во најголемите 5 валути во светот, како што рековме, тоа се јен, јуен, евро, рублја и морам да видам која е последната. И британските фунти. Добро, значи сега знаеме која е петата валута, против која што се смета овој индекс. Како и да е. Значи идејата е дека гледате кога секогаш имаме каматна стапка, имаме раст на индексот на доларот,
со тоа што со ваквиот раст на индексот на доларот, погодете што? Значи колку повеќе расте вредноста на доларот, толку повеќе се намалуваат. Како берзанските пазари нивните индекси, така и криптопазарите и останатите пазари во светот, затоа што поголемиот дел од добрата се тргуваат во противвредност на долари. Значи тоа е основата што мораме да ја забележиме, за да можеме да разбереме од каде потекнува ваквата манипулација точно во овој случај. Значи секој различен случај има различен тип на манипулација, но сакам да ви објаснам како функционира, каков е механизмот на манипулација од каде истото потекнува. Сега. Значи го објасниме механизмот и објасниме зошто секогаш кога долар индексот паѓа, останатите индекси растат и обратно. Сега. Значи сакам да ви покажам прво што станува на деновите кога имаме состаноци на Федералната резерва, посебно, значи тој прв и втор ден во моментот кога се случува првиот дел од состанокот, затоа што гледате дека овие состаноци за определување на каматната стапка се дводневни, 3 до 4, 14 до 15, 26 до 27. Да видиме што се случува на чартот во овие денови прво. Значи гледате, 3, 4 раст на пазарот, така. 15, како рековме, 14, 15. 14, 15. Што имаме? Раст на пазарот. Така. И последната беше вчера, каде што имаме 26 и 27, раст на пазарот. Да видиме што се случува со самиот раст на пазарот. Значи, еве да провериме колку е оваа свеќа на денот кога тоа се случувало. Само да го исклучиме магнетот. Значи, имаме раст од 6%, 6,5%. Тоа е во март. Да видиме што се случува во... Значи, овде имаме дури 12%, дури и малку повеќе, затоа што не ми е точно определено. И вчера имавме раст, значи само на тој ден, на денот кога имаме пресконференцијата, оприлика 10,5%. Значи, на тој ден кога се случува пресконференцијата, односно 4, 15 и 27, имаме раст на биткоин и потоа гледате што се случува. Сега, она што сакам да ви го објаснам е како уствари луѓе кои што имаат поголема количина на биткоин може да го манипулираат пазарот точно кога знаат дека поголемиот дел од луѓето очекуваат дека пазарот ќе се движи надолу. Значи рековме, секое поставување на каматна стапка го движи пазарот надолу, додека вредноста на DXY ја движи нагоре. Со тоа што гледате дека не можете точно да определите што ќе се случи веднаш после каматната стапка. Значи гледате, овдека се придвижил нагоре, но овдека се придвижил надолу, исто и овде. Сега, поентата е што во првиот ден не може да предвидите и затоа се случува ова. Еве да видиме што се случува во претходните два пати. Значи, рековме 14 до 15 и 26 до 27. Значи 14 до 15. Дури можеме да го провериме и тој во мај, а тоа е 3 до 4. Значи, ја гледате. 3 мај, 4 мај. Значи 4 мај имаме 135 милиони, значи за разлика од целата таа недела. Во тој ден имаме 135 милиони ликвидирани на шорт. Што значи дека луѓето очекувале дека цената ќе отиде надоле, ставиле леверидж позиција на шорт и гледате што се случило. Гледате што се случило во следниот. 14 до 15, значи мораме да погледнеме на 15 затоа што сите нормално 15 ќе остават тоа. Значи овдека веќе предвреме се спремале за тоа. Гледате, 468, 311, 264 милиони во 3 дена. Значи ова се ситуации кои што потекнуваат од оние кои што знаат што ќе се случи на пазарот. Се разбираме? Значи гледате, овдека дури и на лонг биле ликвидирани, затоа што значи овдека направиле пазарот да оди зигзаг. Значи буквално. Еве го тоа што кажувам, значи зигзаг. Така, веднаш, значи прво ја бутнале цената нагоре, па потоа продолжила целата да се движи надолу, со тоа што успеале да ликвидираат се. И лонг и шорт позиции. Значи гледайте. Значи и на лонг и на шорт имаме 400 со 600, 1 билион долари се ликвидирани на двете позиции на лонг и шорт, затоа што некој точно знае што прави. Сега ќе ви покажам како се прави тоа, само прво да ви покажам како изгледа во ликвидации, за да видите дека ова што ви го кажувам на вистина е така и се случува. Значи coinglass.com/liquidation data, вие местото каде што може да погледнете на секој ден колкава големина на ликвидации имаме. Со тоа што претходниот очигледно бил поука за овој пат да не избрзуваат толку, но сепак имаме 250 милиони вчера ликвидирани, а денеска се уште се обидуваат, кој што можеме да видиме. Веќе имаше 57 милиони ликвидирани позиции на шорт, но вчера например беа 250 милиони. И тоа 250 милиони, замислете, ова е само откако го објавија резултатот, а кај нив тоа веќе беше попладне.
Значи затоа сакам да ви кажам, гледате, има ајкули на пазарот кои што буквално ова го чекаат. Значи они знаат дека поголемиот дел од светот ќе очекува пазарот да падне и они се поставуваат обратно. Сега да објасниме како тоа се прави. Значи јас ги ставив овие стрелки да ни покажат каде точно на пазарот се одржал значи самиот митинг. И сега што се случува? Значи да земеме првиот пример. Трети и четврти. Знаеме дека на четврти ќе има пресконференција на која што ќе се објави, значи веќе знаат дека ќе се објави каматна стапка. Ова се трите последни 0,75%. Со тоа што поголемиот дел, значи сега да ви покажам како тоа изгледа. Значи поголемиот дел ќе става шорт позиција, значи во моментот кога е објавена и они очекуваат дека од овде, значи ќе продолжи да се движи надолу, така. И сега замислете, на пример ова е првата позиција. Сега малку ќе зумираме за да можам да ви покажам како тоа изгледа. Замислете, ова е да речем првата позиција, сега да речеме некој друг ставил втора позиција, ќе ставиме трета позиција, значи сите овие луѓе ставиле различна позиција, значи негде да стои. Секој со своите мерки, некој ставил погоре, некој ставил подоле во однос на својот стоп лос. Значи сите кои што работат со леверидж знаат за што точно зборувам и сега јас вака ќе ги поставам малку расширено за да можете да видите како тоа изгледа. И сега да речеме како цената се движела нагоре, сите се обидувале се повеќе и повеќе шорт да направат. Така, ќе ставиме 4 позиции. Од кои што? Значи за оние кои што не знаат, зелениот дел од позицијата од овој момент, значи колку повеќе се движи надолу оваа свеќа, толку повеќе сте во профит. Ако се движи нагоре, тогаш веќе сте во загуба и доколку дојде до ситуација да немате веќе доволно средства затоа што во леверидж се става со пута 2, пута 5, пута 100. Значи тоа значи кога ставате леверидж, на пример, кога ставате 1 биткоин во леверидж и ставате на X2, тоа значи дека сте ставиле практично 2 биткоина. Што значи дека ако тргне во правецот во кој што очекувате, тоа значи ќе добиете 2 пати поголема награда. Но тоа исто значи дека кога го тргне нагоре, 2 пати побрзо ќе ги изгубите оние средства кои што сте ги ставиле во леверидж. Што значи нема да има потреба да стаса до цена од минус 1 фактичко биткоин за да ви го земе, но ќе стаса до минус 0,5 од биткоинот и ќе ви ги земе практично сето оно што сте го ставиле како позиција. Значи за леверидж треба да се направи друго видео и искрено како канал јас не би сакал дури ни да го промовирам, но морам да ви објаснам како тоа функционира. Значи замислете дека сите овие стоп-лоси се ставени во оваа свеќа, значи во истиот ден. Но морам да ги разделам за да може да видите како тоа се случува. Сега да речеме јас имам биткоин и имам многу поголема сума од оние кои што го ставаат тоа во леверидж. Јас купувам на пазар. Значи што се случува? Во оваа ситуација каде што на пример веќе била објавена стапката за 0,75% каматна стапка на Федералната резерва, значи јас купувам во истиот тој момент кога сите овие луѓе ставаат шорт. И што се случува? Јас на пример купувам да речеме 2000 биткоини на пазарот купувам, ама не ги купувам преку значи ако ги купам преку OTC, over the counter, тоа значи дека нема да делува на пазарот. Затоа што нема да биде директно купено од да речеме Binance и нема да ја намали количината на биткоин кој што Binance има моментално на располагање на својата платформа. Што значи дека нема да реагира цената воопште ако јас ги купам директно од некој без при тоа светот да знае. Сега што се случува? Во овој момент јас купувам кога сите поставуваат и јас што се случува? Значи јас буквално ја креам цената до овде, така. И сега во оваа ситуација, значи јас сум купил, вака ќе го поставам за да може да видите. И на пример сум ја кренал цената затоа што колку повеќе луѓе купуваат на пазарот, толку повеќе цената се крева. Колку помала е количината на биткоин, толку поскап е биткоинот на целиот пазар. И сега најнаше сум ја кренал цената до 40.000, а јас сум купил 2000 биткоини на 37.000. Така. Значи јас сум успеал да кренам цената за 3000, со што јас сум ги ликвидирал сите овие стоп лоси, значи сега зборувам, овие стоп лоси се многу високи, нормално никој нема да постави таков стоп лос, значи стоп лосите би биле негде овде, се разбираме. И сега на тој начин јас сум ги ликвидирал сите овие стоп лоси до границата која што имаме овде, затоа што стоп лосот мора да го поставите мал за да не ви го ликвидира портфолиото. Затоа што ако може да видите овдека, значи веќе 6,3% сте изгубиле од своето портфолио. Останати на пример 2, 5, 6,3%. Значи поентата што е? Вие мора да го поставите вашиот стоп лос на мал процент за да не изгубите голем дел од вашето портфолио доколку цената се придвижи во обратен правец. Што значи, јас го користам тоа
и ги ликвидирам сите овие стоп лоси затоа што кога малку ќе купам, значи ја доволно е да купам, не мора, значи што сакам да кажам, јас не морам да купам 200.000 биткоини за цената да стаса овде. Јас со првите 2.000 кои сум ги купил, да речеме, цената што ме приближи од 37.000 до првиот стоп лос, 38.000, така. На првиот стоп лос што уствари прави механизмот? Значи, доколку вие сте поставиле леверидж трговија на 38.000 да има стоп лос, така. Автоматски вие уствари го продавате она што сте го земале како заем за цената во моментот. Значи тоа е 38.200 во оваа ситуација. Но доколку го продадете, значи фактички вие се повеќе и повеќе ја буткате цената нагоре, ме разбирате? Значи на тој начин фактички се повеќе и повеќе со секој активирање на стоп лос, цената понатаму продолжува да се движи нагоре, тоест го купувате затоа што е обратно, кога се шорт позиција, фактички вие го купувате она што сте го позајмиле во обратна позиција и на тој начин се движи се повеќе и повеќе цената нагоре. Со активирање на стоп лосите, цената се движи се повеќе и повеќе нагоре и на тој начин, значи јас само требало да придвижам цената минимално од оваа позиција овде 37,5 до 38. На 38 веќе почиња илјадници луѓе да ги активираат своите стоп лоси затоа што очекувале дека цената да се придвижи надолу, а како повеќе се активираат стоп лосите, така повеќе овие луѓе мора, значи фактички автоматски нивната платформа купува во нивно име за да го врати она што го земале и на тој начин се повеќе и повеќе цената расте. И што се случува? Доколку јас сум купил во оваа ситуација на 37.600, а сум успеал да ги активирам сите овие стоп лоси, цената стасала до 40.000, јас продавам на 40.000 во еден ден со огромен профит, затоа што јас сето оно што сум го купил на оваа долна граница, јас ќе го продавам со профит од 6%. И замислете ако јас навистина сум купил 2000 биткоина. 6% на 2000 биткоини е огромен профит за еден ден, со тоа што сум успеал да ги ликвидирам сите овие луѓе кои што мислеле дека знаат каде се движи цената и на тој начин што се случило? Сум успеал да добијам огромен профит додека сите мислеле дека цената се придвижи надолу. Иста ситуација и овде. Значи, она што ви го кажам. Значи, поставуваме стоп лос на денот, тоа е 15 јуни, каде што луѓето очекувале дека цената се придвижи надолу. Цената се придвижила надолу, да речеме дека почнале да поставуваат од овде, така. И сега, ставаме некој стоп лос овде, сега следно, например, поставуваме уште една шорт позиција овде, со стоп лос овде, например. Повторно, ќе наместиме неколку чисто да видите како тоа прилика би изгледало. Значи како цената се движи, нормално луѓето ќе поставуваат на различни нивоа. Со тоа што 3 ќе ставиме, доволно е во оваа ситуација да покажеме. Иста ситуација. Значи што треба да направам? Јас само треба минимално да купам на 20.200 например. Така. Значи треба минимално повторно. Тоа не значи дека за некои луѓе и 1000 коини не се ништо. Значи доколку имаат опција за ваква манипулација на пазарот, значи тоа не е ништо за нив. Прост пример, иста ситуација. Значи овде купувам, како купувам, така успеам да ги буквално да ги елиминирам стоп лосите на првата, втората, третата позиција и како се елиминира така повеќе цената на биткоин расте, за јас да продадам на 22.500 да речеме, со тоа што јас во оваа ситуација сум направил повторно и да не сме биле на дното, негде над дното. Значи јас сум направил профит од прилика 11%. И замислете на вистина, пак ќе кажам, некој да имал 2000 коини и на тој начин да може да го направи овој профит за еден ден. Значи за неколку часа ќе го направи овој профит. Затоа што знае дека целиот сите овие луѓе ќе очекуваат цената да падне надолу. Тоа е тоа. Се разбираме? Ова се овие големи црвени свеќи каде што поради некоја вест луѓето очекуваат дека цената се придвижи во еден правец, а цената се движи во друг правец. А повторно, значи цената на крајот повторно се придвижила онаму каде што сме очекувале. Но овие луѓе знаеле што ќе се случи на тој ден и ја изманипулирале цената доволно само во еден ден за да ги елиминираат овие стоп лоси, да направат добар профит за еден ден и потоа повторно оставаат цената, затоа што он кој ќе продаде овде на 22.500, он повторно ќе си купи на дипот. Не разбирате? Значи он кога ќе падне цената на он повторно ќе купи. Значи направил краток профит поради тоа што знаел како ќе се постави остатокот од трговците на пазарот и плюс со тој профит успеал вашите биткоини да ги купи кога вие ќе се исплашите и повторно ќе продадете во оваа ситуација доле. Значи, гледайте, истата ситуација. Сега, не можам да гарантирам дека ќе биде исто и во оваа ситуација, но најчесто ваквиот тип на манипулации вака се случуваат. Исто и обратно. Значи, чисто да објасним и другата позиција, чисто за да знаете за што станува збор. Значи, во оваа ситуација, например, тоа би било. Гледаме дека имаме, врв, па имаме понизок врв и цената почна да се движи надолу. И нормално дека секој би очекувал цената во оваа ситуација, значи, нели, така би било нормално движење. Имаме корекција,
понизок врв и на оваа свеќе ние веќе очекуваме ваков тип на пад. Така. Со тоа што ова не се случило, сега ќе ви покажам зошто. Значи во оваа ситуација каде што повторно, замислете јас имам 2000 биткоини и јас знам дека поголемиот дел од трговците ќе очекуваат дека оваа свеќе ќе продолжи надолу да исполни претходната свеќе која што не била завршена. Така. Со тоа што значи сите очекуваат дека цената ќе се придвижи надолу и јас нарочно купувам нагоре за да направам истата позиција на шорт. Само нас ни треба сега обратно каде што, значи само момент да најдам таков пример за да можам да ви покажам како би изгледало тоа обратно. Само момент. Само ми треба нека остра свеќе која што може да ни го покаже тоа. Ево овде прост пример. Значи имаме веќе определен врв, правиме корекција и сега на пример оние луѓе кои што избрзале очекувале дека ова е завршената корекција и цената продолжила нагоре, еве што на пример би направил човек во обратна ситуација каде што би сакал да ликвидира лонг. Значи шорт и лонг, кога тоа се случува, кога овие манипулации се случуваат на пазарот, се нарекува сквиз. Лонг сквиз и шорт сквиз. Чисто да знаете. Сега да ви објаснам како отприлика изгледа обратна ситуација. Значи во овој случај ќе разговараме за лонг. Значи веќе сме имале една свеќа и во оваа ситуација нормално луѓето очекуваат дека цената ќе продолжи да се движи нагоре, со тоа што се случува. Значи после оваа од тука лонг позиција, каде што да речем шорт ни е во оваа ситуација овде, значи втора позиција поставуваат овде, шорт ни е негде во оваа позиција, трета позиција да речеме еве овде, значи како цената да се движела, така луѓето поставувале во различни позиции, така. И сега што се случува? Значи гледајте. Повторна ситуација. Значи во овој момент кога сите очекуваат дека цената ќе се придвижи нагоре и сите имаат лонг позиции нагоре, значи луѓето кои што имаат огромни пари во биткоин ќе го направат ова. Значи што ќе се случи? Они фактички да замислите сега да имате 2000 биткоин, значи не да фактички да можете да купите, туку да ги имате во своето портфолио. И сега најнаш вие ги продавате на пазарот со тоа што сите овие кои што очекувале дека цената ќе продолжи да движи нагоре, значи ставиле стоп-лоси, значи сега обратна е ситуацијата. Они фактички позајмиле биткоин дека цената ќе се движи нагоре, со тоа што ако цената почне да се движи надолу, нив им е ставено веднаш да се продаде на пазарот со цел да не го задржуваат, значи доколку го задржат ќе им го ликвидира целото портфолио. Значи во моментот кога веќе нема да имаат доволно средства за да ги вратат назад, автоматски платформата на која што работите ќе ве ликвидира. Значи ќе го ликвидира целото ваше портфолио ако не ставите стоп лос. И што се случува? Че јас како сум продал на пазарот, значи во случајот замислете ја 2000 биткоини сум ги продал на пазарот на цена од 63.100. Како сум продал, значи така сум го активирал првиот стоп лос на 62.300. Така. И овдека автоматски, значи оној кој што го ставил стоп лос овдека продал. Следниот стоп лос е овдека на пример на 61.200. И овој продал автоматски, цената се повеќе и повеќе оди надолу. Па следниот е на 60.000, следниот е на 58.000. Што се случило? Вие со мала количина на биткоин од оваа ситуација каде што сте продале, сте ја бутнале цената од 64.000 практично до 56.000. И во оваа ситуација каде што вие сте ги изликвидирале сите овие играчи кои што ставиле лонг позиции на пазарот, вие купувате со попуст. Значи, вие фактички сте купиле биткоин кој што се го продале овдека со профит, вие сте купиле биткоин за 10% практично поевтино на пазарот, затоа што сте ги ликвидирале овие лонг позиции, на тој начин вие овдека купувате 10% поевтин од профитот кој што веќе сте го оствариле. Значи, ме разбирате што сакам да кажам? Значи, покрај фактот дека сте направиле делеверидж на пазарот, значи сте ги ликвидирале овие позиции на лонг, вие дополнително сте купиле биткоин на попуст. Значи, гледате како отприлика изгледаат тие работи, но ова најчесто се случува на работи кои што се веќе познати на пазарот. Значи, некоја вест или нешто каде што, значи, поголемиот дел од луѓето кои што тргуваат на пазарот ќе имаат предпоставка каде, значи, пазарот ќе се движи. И ако тоа некој од китовите го знае, он може буквално да го изманипулира затоа што во исто време китот има и огромна позиција во стейблкоин, кој што ги користи во шорт позициите за да купи биткоин, и огромна количина на биткоин, кој што ги користи за да продаде на пазарот за да може да купи со попуст кога цената ќе се придвижи надолу. Значи, ме разбирате што сакам да кажам? Ова се тие манипулации кои што ги случуваат постојано кога имаме некоја одредена вест. Затоа леверидж како таков ние никогаш нема да го рекламираме на нашиот канал или да го препорачуваме, а уште повеќе кога станува збор за веќе општо познати вести. Значи, колку е попозната веста,
толку е поголема значи веројатноста за ваков тип на манипулации, каде што или лонг или шорт ќе биде сквиз направен и ќе бидат буквално значи ликвидирани огромен број на играчи на пазарот со целите своји портфолија затоа што не знаат што прават. А најчесто овие големи играчи знаат точно што прават и знаат точно како да го ликвидираат, значи помалиот играч, со тоа што не заборавајте. Значи вие имате TradingView со некои почетни алатки кои што се уште ги развиваме и се уште учиме. Они имаат CoinGlass во, значи CoinGlass овој чарт ние што го гледаме е ништо. CoinGlass како компанија, она што може да ви го понудат е буквално до најмалите детали во однос на тргување. Значи CoinGlass во секое време, замислете, на овие огромни китови им нуди податоци за тоа колку шорт и колку лонг има на секоја платформа во цело време. Значи, замислете, денеска вие доаѓате со 100 милиони новчани кои што вие заработа. Значи, не зборуваме она што го имате на страна, да речеме вие сте дел од Grayscale и вие сте еден од оние огромни трговци кои што одлучуваат на пазарот што ќе се прави денес. И замислете, вашето портфолио само за денес заработа е 100 милиони. И вие имате огромен, значи не 100, некогаш и повеќе, некогаш и 3 билиони. Значи имате огромен фонд за работа, со кој што, значи вие CoinGlass, профил на CoinGlass не кошта ништо за нив. И замислете, они имаат во секое време, значи ова е колку се ликвидирани. Но замислете, CoinGlass, како и да речеме други платформи за кои што можеби ние и не знаеме, нудат податоци на пазарот колку во моментов има, например, пари во шорт или колку има во лонг, кои се нивните позиции најчесто, што значи дека они имаат точно алатки за да може да ви ликвидираат. Значи не заборавајте, играте со играчи кои што се многу подолго на пазарот и кои што практично го, значи замислете вие не можете да играте против Федералната резерва, која што нивните луѓе кои што работат во Федералната резерва имаат дозвола за тргување, ме разбирате? Значи они и ја знаат политиката на Федералната резерва и имаат дозвола за тргување. Они знаат во кое време како да тргуваат, шорт или лонг. Истата ситуација е, например, со Конгресот и со Сенатот во Америка. Значи, они немаат забрана за тргување, они имаат комплетно дозволено им е тргувањето. И сега, вие замислете, прост пример, имаше една добра шега од еден од трговците, вели, значи, ова е општо позната вистина. Председател на нивниот Сенат, Ненси Пелоси, значи, е најдобриот трговец во Америка. Она точно знае кога да стави, кога да извади, точно знае. Значи, замислете, ова е човек кој што знае точно кога треба да купи одредена акција, кога треба да ја продаде. Исто и за недвижнини, исто и за суровини. Значи, ова се луѓе кои што веќе се информирани во моментот кога вие сте ја добиле веста, они веќе се поставени во позиција како вас да ви ги земат парите. И тоа ова се нивните политичари. Сега замислете, оние огромни фондови кои што работа име да ги ликвидираат луѓето на пазарот за да би спечалиле денес. Значи, прост пример, затоа и го кажавме во претходното видео каде што го обмутувавме овој тип на манипулација, дека, значи, една основна манипулација која што им се случи на Terra Luna беше буквално тоа. Поголемите играчи ги ликвидира знаејќи точно кои се нивните слабости на пазарот. Значи, она што сакам да ви го кажам, никогаш не се движете во спротивна насока од китовите. А за тоа да го направите, вие мора да го определите макротрендот, не микротрендот. Значи на микрониво вие никогаш нема да знаете што големите играчи ќе направат. Тоа е проблемот. Станува збор за часови, за денови. И ако вие не седите пред компјутерот постојано, многу е тешко и многу е скоро невозможно да можете да ги предвидите значи начинот на движење на цената на овие на овие огромни китови, кога станува збор за неколку часа или еден ден. И сега вие замислите да сте се поставиле, цената тргнала во тоа што вие го очекувате, сте отишле на работа, се враќате и гледате дека сте целосно ликвидирани од пазарот. Значи, доколку не сте постојано пред компјутер, не очекувате дека можете да ги предвидите чекорите на овие големи играчи, затоа што нивна работа е вас да ве ликвидираат. Значи, доколку они не седат пред мониторот, има некој кој што го платиле да седи пред мониторот и да го прави истото што тие го прават, да ги користат сите овие алатки кои што они ги користат, а ние ги немаме, и да не ликвидираат од пазарот. Затоа ви кажувам, значи, генерално на макро ниво, користејќи DCA, не можете да бидете ликвидирани, не можете да бидете измамен, затоа што знаеме каде се движи целиот криптопазар. Знаеме во кој правец, разликата е во тоа што ќе одберете и колкав ќе биде вашиот профит. Значи на долги стази, на макро ниво, не можете да промашите. Затоа, например, ние воопште не ги гледаме овие мали корекции, значи, да, за нас се мали.
Но за некој што ставил вчера шорт позиција и бил ликвидиран, тоа не е мало. Тоа е најчесто многу од овие луѓе губат се што поседувале. Значи вие сте го граделе вашето портфолио не знам 2 години и сигурни сте во оваа позиција, сте го поставиле цело портфолио обидувајќи се да го труплирате, но што се случило? Вие сте биле ликвидирани на пазарот, а веќе 2 години сте работеле да го изградите тоа портфолио. Затоа ви кажувам, значи макростратегијата е секогаш успешна. Дури и да го правите ова на микро ниво, ако го правите ова day trading или swing trading или scalping, е добро, но правете го само со еден дел од вашето портфолио. Во никој случај не го ставите целото портфолио, затоа што ќе го изгубите и тогаш ќе ви биде многу криво, затоа што се наоѓаме во огромен пад на пазарот, каде што во било која ситуација да купите вие нема да сгрешите. Значи ние се наоѓаме многу долу на претходниот all-time high, а наредниот булран ќе биде многу повисок. Затоа ќе ви препорачам уште, значи ова не е финансиски совет, јас не ви кажувам што да правите, но ви кажувам што ние правиме. Значи ќе изгубите време, ќе изгубите живци и ќе изгубите, значи верувајте ми, некогаш и се што имате во ваков тип на тргување, затоа што ќе ви успее првиот пат, ќе ви успее вториот пат, третиот пат нема да ви успее и некој ќе ве ликвидира. Поради оваа причина ќе ви напоменам уште еднаш. DCA и макроекономска слика никогаш нема да ве разочара, затоа што на макроекономски пат многу е поедноставно да утврдите каде се движиме и што се случува, за разлика од овие мали временски зони како што е 4 часа, 1 час, јас сум видел луѓе тргуваат и на 15 минути. Затоа, значи ова е нашата стратегија, ова е нашиот начин како функционира каналот и затоа например на макро ниво ние можеме да ви дадеме од генерално со прилика 80% точност каде се движи пазарот и каде се наоѓаме, за разлика од микро ниво каде што никој не може да ви даде точен податок и затоа и понатаму ќе продолжиме со нашата анализа да биде на макро ниво. Се надевам дека ви се допадна ова видео, значи ова беше кратко видео чисто за да ви објасниме каков тип на манипулации настануваат и како ги прават тие манипулации, со тоа што мораме да почекаме барем 24 часа да видиме значи што ќе се случи на пазарот, не можеме веднаш да ви дадеме анализа затоа што гледате дека тоа е она што ви кажувавме. Значи потребно е некое време да видиме како ќе се придвижи пазарот за да можеме да ви дадеме соодветна анализа за тоа каде се наоѓаме и што ќе се случи од тука. Значи едноставно не е возможно веднаш да ви дадеме анализа затоа поради ваквиот тип на манипулации. И ако некој анализира пазар, да речеме еден ден или половина ден после одредена ситуација како што е оваа со Федералната резерва, значи ќе биде грешка. Значи он ќе очекува дека пазарот се придвижи нагоре, а ќе се сврти обратно. Значи повторно не можеме да бидеме сигурни, мораме да видиме како пазарот ќе реагира на оваа нова стапка од 0.75 и откако тоа ќе го дознаеме, наскоро ќе направиме дали ќе биде тоа утре, дали ќе биде во следниот ден, мораме да видиме прво како се движи пазарот. Се уште имаме едно видео за оние 3 останати од полот алткоини кои што треба да направиме анализа. И доколку е плодно времето утре, доколку видиме дека навистина пазарот ги покажува оние работи кои што ги очекуваме да ги направи, тогаш ќе направиме биткоин анализа. Доколку не, ќе направиме уште еднаш анализа на алткоините кои што беа последните за кои што рекоме дека ќе направиме анализа, па потоа еден ден поноцна ќе направиме и биткоин анализа. Се надевам ви се допадна нашиот материјал, како што реков, ова е денеска само чисто да се објасни манипулацијата, затоа што е многу битно да знаете како ве ликвидираат на пазарот и зошто тоа се случува. Значи, џабе ви кажуваме, внимание, џабе ви кажуваме да бидете предпазливи кога мораме прво да ви покажеме точно како, значи, се случува оваа ликвидација на вашите позиции на пазарот. Уште еднаш благодарам на вашата поддршка, како што реков и постојано, значи било каков тип на шер, значи споделете го со вашите пријатели, со некој кој што сака да научи за криптовалутите, затоа што ќе повторам, значи криптовалутите и CBDCs доаѓаат, не прашуваат дали ние сакаме или не. Значи, стариот финансиски систем наскоро ќе биде сменет, а тоа ќе биде многу поскоро од она што вие го очекувате и многу подобро е за вас да имате некои презнаења и да знаете што се случува на пазарот и да знаете како се движат работите, отколку слепо да влезете во ова, верувајќи во нешто што вашите влади ви го кажуваат. Значи, тоа е најлошо што може да го направите, затоа што како што може да видите и досега, владите буквално или не знаат, или знаат, но манипулираат со оно што вас ви го кажуваат и како е за вас најдобро во еден пазар. Затоа ви благодарам на вашето внимание, се надевам дека ви се допаѓаат содржините на нашиот канал. Се гледаме наскоро со нова содржина и останете со нашиот канал и понатаму. Имајте добар ден од тимот на CryptoGaming.